На нашиот систем му фали закон против дискриминација, се сложија претседателските кандидати кои денеска остварија средба со невладиниот сектор. Лицата со хендикеп, жени кои имаат нееднаков третман во социјалниот живот, сексуално ориентираните и другите маргинализирани групи треба да бидат опфатени со ваков закон, заклучија претседателските кандидати Иванов, Фрчковски, Селмани, Ружин и Бошковски. До сега немавме опште текст на закон и немаше на што да се фатиме. Сега го имаме текстот и ќе работиме на него подобрување. Дека после Охридскиот рамковен договор, нов рамковен договор може да се смета законот против дискриминацијата, кој што индивидуалните права ќе ги постави на вистина на вистинско место, ќе ги таргетира и ќе ги постави. 98 до 100% во дипломатијата би ангажирала жени. Според Фрчковски, досегашната верзија на овој закон е на брзина и површно изработена. Овој закон во оваа форма не ги задоволува меѓународните стандарди. Заклучок подвлечен. Ја му посакувам многу среќа, посакувам малку повеќе памет на овие што го прават, малку помала себичност, консултација со експерти кои знаат. Слабостите се многу, одстапуваат и од европските директиви, исто така од 6 стандарди на париските принципи. Донесувањето на законот за борба против дискриминација го налага Европската унија. Неговото имплементирање во земјава се очекува во месец мај.